А ние продолжуваме со гостинот кој веќе ви го најавив, професор доктор Јовица Угриновски, веќе во нашето студио. Добро утро, докторе. Добро утро. Како да сме се договориле во тон вака облечени за малку, така. Сега, може тука еден мини надпревар да се направи во однос на тоа кој колку живот има. Покажувавме фотографии од Латко, но гледачите веќе имаат можност од медиумите да видат дека и вие сте голем љубител на природата, имате еден прекрасен ранч со многу живот. Јас пропуштив тој прилог, не знам колку животни има Владко, меѓутоа можеме да се надпреваруваме. Така, Владко, не знам, не кажа бројка кажа Владко на животни или? Птици и животни преку 250 грла. Добро. Добар, а? Му признавам, мада мене... Докторот се уште не е конкурентен. Близко сме. Така? За последните 2 недели бројот ми се зголеми на 50. За 50. За 50. Добро, сега е сезона за репродукција. Да. Но Владко, ти немаш волк. Волк нема. Ја имам. Волците ги волам во планина. Така. Докторот има и волк на ранчот. Тоа е еден вака мал дел од она што го знаат луѓето за вас како за една многу интересна личност. Алпинизмот е тука, да него, но еве да видиме во една друга прилика малку повеќе да ни бидете гостин од тој аспект од Со задоволство. Така. Видивме нешто друго. Знаат дека сте еден од основачите на неврохирургијата при Универзитетската клиника, денес дел од тимот на Аџибаден Система, а зборуваме за една многу важна тема, затоа што сите имаме проблеми со болки во грбот и вратот. Зошто е тоа така? За жал, тоа е вистина. Ако се само сетам пред 5-16 години, овие заболувања, или јас повеќе сакам да ги наречам состојби, беа резервирани за луѓето од 6-та деценија од животот. Сега веќе старосната граница се поместува према доле и имаме огромен број пациенти на возраст од 30, 20, па дури и тинејџери и на помали возрастни групи. Цехот на ова е уствари плаќањето на цехот на модерното живење, за жал. Човекот не успеал да најде равнотежа измеѓу задолженијата и модерната технологија на работење и живење и она за да си го сочува, што рековте, грбот. Јас велам рбетен столб или кичмен столб. За жал тоа е тоа. Јас ги делам факторите во 2 групи. Едната група или едните фактори кои што придонесуваат за ово се неотклонливи, не зависат од мене. Например, тоа е генетската структура. Јас се раѓам со това, живеам со това и умирам со тоа. Тука немам влијание, не можам да го променам. Второ е фамилната анамнеза, фамилната предиспозиција. Јас сум живеам во фамилија, ако татко ми и мајка ми имале болки во грбот, најверојатно и јас ќе ги имам. И третата предиспозиција на која што јас немам влијание се одредени анатомски специфики на мојот организам, например височина. Не можам да менувам, не можам да влијам на тоа дали сум 190 или 160 см. Вистина ли е дека повисоките луѓе имаат поголем петен? Да, тоа е точно. Можеме да разговараме зошто е тоа така. И втората група на фактори, на ризикофактори, се оние на кои што директно јас имам влијание. Ни докторот може да ми помогне, ни било кој, али тука сум јас. Тоа е телесната тежина на прво место. Еден рбетен столб или еден било каков столб на куќа. Ако е дизајниран за еден спрат и ако му подигнете 3 спрата, тој ќе попушти. Така е. Значи, телесната тежина на прво место. На второ место, физичката активност, значи зајакнување на мускулатурата која што го држи рбетниот столб. На трето место е на лошите навики. Например, денешниот човек све повеќе време поминува седејки. Седејки и тоа најчесто неправилно седејки. Видите, јас си ставив перниче позади грбот. Бидејќи оваа фотеља, овој тросет, колку год да е удобен, не е анатомски, не е функционален. Он ми пружа лажна удобност, а всушност и наштетува на мојот рбетен столб. Така, значи, совет број 1.
Терниче зад вас, за да долниот дел од грбот биде во Јас увек кажувам на моите пациенти, тие што страдаат од оваа состојба, да седат онака како што клавиристот седи кога свири на пијано. Првата лекција, првиот час на оние што учат клавир е седење. Како да седи? Зошто ми е неудобна таа положба, докторе? Предпоставам дека тоа е ова скроз исправен, овој дел подпрен. Зошто ми е неудобна таа положба ако е идеална за тело? На помал отпор, на тој начин мускулатурата се затега и го држи рбетниот столб во исправна положба. Кога ќе клапнете во фотелја, мускулите се олабавени и е попријатно. На организмот му е попријатно, ама не и на рбетниот столб. Така. Значи, од сега вежбаме, еве, дури во оваа позиција на ово место. Не е проблем да што седите, бидејќи најголем дел од професиите денеска се седечки. Проблемот е што не седиме како што треба. Значи, број 1 седење како пијанистот. И второ, седење како ученикот во основно училиште. Така. Ние сме заборавиле дека школскиот час трае 40 минути. Не е тоа случајно. Значи, 40 минути седење, 10 минути разгибавање, размрдување. Па повторно 40 минути седење. Овие ефтини, многу прости трикови се доволни да ви го заштитат рбетот. Така, и кога пишуваме или што и да работиме, проблемот со вратот? Проблемот со вратот е, тоа е веќе нов ентитет, ново заболување кое што се јавува, се вика заболување на компјутерџиите, на оние кои што седат по цел ден пред дисплеј. Прво на работа седите пред дисплеј, пред компјутер, после тоа ќе дојдете дома па отварате имејл и она сосема непотребното отварате Фејсбук и седите со саат на Фејсбук. Сега најчесто е тастатурата или горе или доле, не во физиолошка положба, и дисплеот, односно екранот, вие или лево, или десно, или горе, или доле. Никако во висина. Не сум сретнал до сега офис, канцеларија или приватен стан каде што екранот е поставен онака како што треба. Се замислите вие вратот да го држите во оваа позиција 2 часа. Така е. Најчесто вака го држиме, значи, во оваа наведната положба, затоа што сега се и овие преносливите компјутери или лаптопи поактуелни и таму веќе нема и што да поставиш, така е како е. И оваа погубна позиција е постојано... И после тоа имате болки во вратот, па вкочането во вратот, и тоа си работи. Тоа заболување е дегенеративно. Тоа значи дека кога ќе се јави, оно не застанува, него си има прогредиентен постепен ток. И ќе дојде време кога ќе го платите цехот на 50 години, на 60 години возраст. Нажалост, сега и порано. Сега, значи, аналгетиците се добри, вршат работа, но болката укажува на нешто. Колку треба да ја игнорираме и што треба да се прави? Јас споредувам аналгетиците, употреба на аналгетиците со состојба кога имате кариозен зап, кога имате расипан зап. Така. Ќе се напиете аспирин или кафетин, забоболката ќе помине, меѓутоа забот е и понатаму расипан. Така. Нели, истото е и со рбетот. Аналгетикот ви помага ден, 2, 3, 5. Меѓутоа, ја смирува болката, го отклонува алармот кој што треба да ве натера да побарате стручна помош. Вие го отклонувате алармот и отклонувате болката, болеста си работи. И ќе дојде едно време кога не може ни аналгетици да ви помогнат. Така е, значи затоа околу стручната помош најчесто, сигурно тоа веќе го знаете, луѓето доаѓаат кога е доцна, условно кажано. Доцна не дошле на време, сакам да кажам, но секогаш има благодарение, нели, на медицината и затоа сте вие тука. Нешто што може да се направи. Значи, што е советот? Од првите болки кога ќе се појават, кога треба веќе да се појде и што може денешната медицина, затоа што верувате дека многу ми навелат тоа е тоа, морам да живеам со оваа болка. Тоа не е така. Тоа не е точно. Тоа не е точно. Може би тоа било пред 20, 30 или 40 години, меѓутоа не е така. Што се случува и каде е грешката најчесто? Не се виновни пациентите, тие при болка во вратот, во грбот или во половината го консултираат лекарот.
zajednički, lekarot indicira pravenje na rengenska snimka, magnetna rezonanca, kompjuterska tomografija. Во таа фаза, кога е само болката присутна, на овие испитувања нема ништо. Е се нормално. И тоа дава лажна сигурност и на лекарот, уште повеќе на пациентот. Снимав, направив магнетна, нема ништо, значи све е окей. И он се помирува со тоа да повремено живее со таа болка, која што и аналгетик и така. Тоа е фазата. Иако на испитувањата се нормални, тоа е фазата каде што треба да се запита и лекарот, и пациентот, односно тој кој што страда од ово, што јас грешам, зошто ги имам овие болки. Да се најде заеднички во соработка со лекарот, да се најдат причинителите и да се делува на нив, да се отклонат. Телесна тежина, занимање, седење, неправилно седење, недоволно вежбање, нејака мускулатура, слаба мускулатура и така. А сето тоа е поправливо во консултацијата? Сето тоа е поправливо во фазата кога зборуваме за болки. За болки, така. Нели? Понатаму, кога ќе настанат дегенеративни промени, кога ќе настанат ние што велиме морфолошки промени, кои што се гледаат на рентгенска снимка, на магнетна и на компјутерска томографија, тоа е више состојба која што е таја, која што не може да се поправи, меѓутоа може да се успори. Така. Со примена на овие мерки кои што ги зборевме, прогресијата на заболувањето може да се заустави или да се успори. Така. Мислам дека колку можевме во ова кратко време ги покривме овие помладите кои што се во фаза на појавување на првите симптоми, понатаму докторот веќе кажа како се одвива целата работа, но да не ги занемариме и луѓето кои што се во најголем дел наши гледачи, тоа се некои повозрасни лица кои што можеби за жал веќе задоцниле, односно на тие први рентген снимки веќе има. Да, нормално е со возраста. Над 60 години е нормално да се јават дегенеративни заболувања на рбетот, као што имате и на малите зглобови и на другите. Тоа е последица на долгогодишна употреба на тие делови од човечкото тело. Тоа е нормално. Меѓутоа, не е опростливо да таа состојба биде толерирана, да ништо не се преземе, нели, по онаа формула, имаш спондилоза, ја имаш и со нејзе ќе си умреш. Так. Има многу процедури кои што помагаат процесот да се заустави или да се успори. Токму од тие причини да не биде лекувањето на парче, значи сега ве лекува ортопед, па травматолог, па неурохирург, физијатар и така натаму. Не знаеме никаде да се упатиме, тоа е исто. А лекувањето е комплексно. Треба знаење, умешност и искуство од повеќе специјалности во медицината кои што се баваат со овој проблем. Заради тоа ние во Систина направивме спинален центар кој што функционира тимски. Тоа значи, ако пациентот дојде кај мене и јас констатирам одредена состојба, во истиот момент можам да направам потребните испитувања, да консултирам невролог, да го упатам кај ортопед, травматолог и на крај да заврши на физикална терапија. Воколку физикалната терапија остане без ефект, пациентот доаѓа кај мене и онда се договараме за оперативно лекување, кој тип на операција, воколку треба фиксација на рбетот, тука ми е ортопедот и травматологот со кој што се договараме, он изведува фиксациониот дел, значи работата со штрафови и плочки, јас изведувам ослободување на кичмената мождина и на нервите. Дека е тоа навистина така, само да колку за илустрација и на гледачите и вам да ви кажам, кога кажав дека ми доаѓате како гостин да зборуваме на оваа тема, 5-6 мина ми рекоа, па тој е доктор за глава, односно хирург за глава. Не знаејќи дека, нели, она што разборувавме, човек не знае каде треба да се упати. Неврохирургијата се занимава со лекување, оперативно лекување на болестите на нервниот систем. Нервен систем имаме и во глава, и во рбетниот, а и на периферијата. Учевме и симпатикус, и паразма дека, ама добро, со тек на време се заборава. Докторе, ова вака ќе го заклучиме разговорот со вашиот совет, значи она што е главно, дека не треба да се осудиме на живот со болки никако,
дека секогаш може да се направи, некогаш штетата сосема да се отстрани, а некогаш и да се... Јас велам, тоа е инвестиција. Значи, вие во вашиот рбет треба да инвестирате на 10, 20, 30 годишна возраст, за да после тоа ги уживате бенефитите. Ако заборавите инвестицијата во оваа возраст, понатаму ќе си имате проблеми во подоцнежната возраст. Така. Инвестирајте Да, во собственото здравје. И совети, рековме, намалување на телесна тежина под број 1, вежбање. Тоа е генерално кажано. Меѓутоа, секој пациент треба да побара совет, така, стручна совет, да му се каже на што треба да обрати внимание, да се откријат слабите точки и да се каже на ова треба да обратиш внимание. Многу прашања се вртат околу ова, се повеќе среќавам луѓе со дијагноза дискус хернија, која не е тема денес, се тргнавме со превенција, нели, на боловњата. Една од состојбите е таа. Но само кратко да ве прашам, бидејќи многумина кога ќе ја слушна таа дијагноза, знам тоа се преца и отприлика млади луѓе кои јас ги познавам, кои многу трагично го сваќаат сето тоа. Најчесто докторите им велат тоа е тоа, не знам, немој операција, па не знам вака така, значи па потоа некој чудесно се излекуваат. Што ќе ми кажете вие, иако ја ветуваме во друга прилика многу повеќе конкретно за тоа? Голема е бројката на луѓе со таа дијагноза. Да, нажалост и се поголема и све помлада и помлада возрастна група. Дискус хернијата е состојба, заболување на спојот измеѓу два пршљана, каде што тој спој, тоа рскавичаво, слузаво тело попушта и врши притисок на едната или другата страна или во средината на нервните елементи. Заради тоа се јавува болка првенствено, меѓутоа се јавуваат и неуролошки оштетувања, слабост на едната нога, не дај Боже инконтиненција, неконтролирање на свинктерите, импотенција и така натаму. Ова заболување се лекува. Се лекува, ако веќе се јават неуролошки дефицити, се лекува со операција. Сега најчесто поставувањето прашање е она што ќе го видите на доктор Google. Секој кој што ќе дојде кај доктор, прво пролистал Google, го консултирал Google и на Google видел дека има лекување со инекции, дека има некое си ласерско, некое си вакво и некое си такво лекување. За сега постои само микродисцектомија, метода која што е широко прифатена и која што дава најдобри резултати, тоа е директно оперативно отстранување на материјалот кој што притиска на нервот и ослободување на нервот од притисок. Успехот зависи само од нешто, едно нешто, а тоа е добра селекција на пациентот. Јас дебело размислувам кој ќе оперирам, кого нема да оперира. Така. Значи, не од применетата метода, него од направената селекција. Имате пациенти кои што не се добри, не се погодни за операција. Вие ако го оперирате, правите дупла штета. Му останува заболувањето и плюс на тоа се накалемува уште постоперативни проблеми. Најбитното е исправната селекција на пациентот. Ја начнав оваа тема поради фреквентноста на многу широка тема. Во следна некоја прилика верувам дека вашето мислење е многу ценето за гледачите, токму поради тоа нивно талкање од едно место на друго, кога станува збор конкретно за оваа дијагноза, и ќе ветиме во друга прилика. За крај на ова наше убаво дружење, сакав да ве прашам што велите за она, дали имате некој став, алпинизмот веројатно вам би го дава потребното за здрав рветен столб. Но што е со она јога, как тибетански вежби, тие се актуелни, па тоа мислам, дали вашиот став е дека се добри? Било која вежба која што зајакнува мускулатурата, тибетанските вежби или источните вежби, јога и така натаму, се вежби кои што прават изморедна хармонија помеѓу духот и телот. И затоа ги препорачувам, и тоа се практички единствените вежби кои што прават хармонија измеѓу едниот и другиот состав, да речем, на човекот. Другите, нашите класични вежби, нашите западните вежби, повеќе внимание поклонуваат на физичкиот дел, на мускулатурата, билдање и така натаму. Затоа и наш предлог се токму такви вежби за гледачите. Имаме еден прилог во кој што се објаснуваат така наречените 5
тибетанци, односно вежби кои што можете да си ги правите секое утро и верувам дека ќе придонесат за општа благосостојба не само за Рбетовта. Вам ви благодарам многу за гостувањето. Со задоволство.